Со $275.000 Светската организација за земјоделство неделава ќе почне со имплементација на проектот Интегриран рурален развој и подобрување на условите за живот во руралните средини. Проектот се спроведува како дел од регионалната иницијатива на ФАО за зајакнување на малите земјоделски стопанства и семејните фарми за подобрување на руралниот живот и намалување на сиромаштијата. Се очекува проектот да биде завршен до средината на 2021 година. Проектот има за цел да ги реши клучните проблеми на руралните жители со тоа што ќе им помогне на малите земјоделски стопанства и семејните фарми да ги подобрат условите за живот, да добијат пристап до пристојна работа и продуктивно одржливо вработување. Руралните заедници се соочуваат со бројни ограничувања, вклучувајќи непостоење на соодветна инфраструктура, ранливост кон климатските промени, ограничен пристап до финансии, минимална алтернатива за приходи вон земјоделството, старење на руралното население и секако родовата нееднаквост. Соодветното креирање на руралните политики, на кои сме фокусирани во изминатиот период, е еден од нашите главни приоритети кои придонесуваат кон намалување на иселувањето на населението и нивно задржување во руралните области, а со тоа изголемување на земјоделското производство и намалување на увозот на земјоделски прехранбени производи. Министерот Димковски посочи дека изминатите 2 години континуирано се работи на креирање на мерки кои што ќе резултираат со подобрување на условите за земјоделско производство во руралните средини, што крајно ќе влијае и врз севкупната економија. Како ресорно министерство, изминативе 2 години континуирано работиме на креирање на мерки кои ќе резултираат со подобрување на услови за земјоделско производство во рурални средини, што крајно ќе влијае и на севкупната економија. Во ова прилика би сакал да ја потенцирам финансиската поддршка за младите земјоделци, кои што знаете дека според програмата за рурален развој се одвојуваат 10.000 евра. Во моментот преку промените во законот очекуваме ова поддршка да ја зголемиме на 20.000, а со тоа се однесува дека ова е финансирано 100% од сумата. Со ова мерка се очекува долгорочно да влијае менување на старосната структура на земјоделските производители и спречување на трендот на депопулација на руралните средини. Но секако, за да успееме во зацртаните цели, потребно е и подобрување на условите за живот во рурални средини, а тоа ќе се постигне преку мерките од програмата за рурален развој наменети за општините. Од Министерството потенцираа дека во насока на подобрување на условите за живот во руралните средини, владата за мерките од програмата за рурален развој наменети за општините обезбеди 38 милиони евра за реализација на над 200 капитални проекти кои ги подготвија општините и кои веќе започнале да се реализираат.